Добро вечер во уште едно постизборно отворено студио на телевизија 24 Вести, 24 анализа. ВМРО ДПМН според Државната изборна комисија освои 51 пратенички мандат, социјалдемократите 49. Дали ВМРО ДПМН оствари пирова победа или Груевски и Ахмети продолжуваат оному каде што застанаа пред 2 години? Лидерот на социјалдемократите Зоран Заев повика на мудрост и очекување на конечниот резултат. Од ВМРО ДПМН велат зад нас стојат 450.000 гласови. Заев вели, не смееме да му дозволиме на Груевски да формира влада. Тесната разлика во резултатите го отежнува формирањето на новата влада. Дали Македонија влегува во нова политичка криза? Вечерва одговори на овие прашања бараме од двајца искусни политичари. Тито Петковски, поранешен председател на Собранието. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Джевдет Харедини, поранешен министер за финансии. Господа, ајде вака. Господин Петковски, влегуваме во нова политичка криза, апропо се она што се изнаслушавме изминативе 24 часа? Така изгледа, така се чини, но само ако се подсетиме зошто се организира овие вонредни парламентарни избори, мораме многу поодговорно, потрезвено, посмирено да ги гледаме сите процеси, за да навистина се реализира она што беше одлучено и подпишано со Пржинскиот договор. Значи, ние отидовме на овие вонредни парламентарни избори како проекција, желба да почнеме да излегуваме од политичката криза која нели кулминираше со 2012 со исфрлањето на пратениците од парламентот, па понатаму 2014 изборите што не ги призна опозицијата, за да дојдеме во опозиција сега на фер, слободни демократски избори, така беше желбата, да започне консолидација на политичката состојба од државата, излегување од политичката криза. Нема излез од политичката криза. Начинот на кој што се водеше изборната кампања, особено од водачот на парламентарното мнозинство, од лидерот на ВМРО ДПМН, практично значи дека во втор план беше и Пржинскиот договор и сета желба Македонија да зачекори во помирни води, да почнеме да размислуваме за НАТО, Европска унија, фаќање приклучок со цивилизираниот свет. А особено пак тие закани отворени по завршувањето на изборите, навистина наговестува дека Македонија влегува на неизвестност, која во овој момент никој не може да предвиди во која насока ќе се движи. Господин Харедини, ваш првичен коментар на, еве ќе кажам, изминативе 24 часа или 48. Двете најголеми партии во македонскиот блок прославија победи. Најголем губитник се чини ДУИ. Од 19 пратенички мандати се спуштија на 10 мандати. Најголемиот добитник веројатно е новата партија БЕСА. Дете голема е среќа што се случи ова во албанскиот политички блок, затоа што на лидерот на оваа партија од неговото доаѓање во Македонија и кога формираше партија, кај него и кај луѓето околу него се создаде едно убедување што тие се незаменливи, дека тие ги представуваат сите албанци во Македонија и така и беше. Се создаден таков ореол дека е непогрешлив, дека е чесен, иако фактите зборуваат за друго. Ние сме мислели дека он е поинформиран од нас во смисол на неговите контакти со странците, а не дека знае повеќе, jer ако ги земеше неговите лични квалификации и образование, нема основа да се мисли. Меѓутоа, тука е неговата несреќа што он мислил, е создадено и кај него едно убедување дека он додека ќе сака ќе биде тој што ќе ги представи албанците во Македонија и со ана гарнитура околу него ги опи власта, неискусни, ни работно искуство, мнозинството од нив, ни стручно искуство, кога влегува во власта, тие воопшто импресионирани од статусните символи, комплексирани
дека никогаш со никого не се равнале по стручност, по успеси на работа и им дојде као тоа од небо и тие се опија и се изгубија. Се изгубија и еве доведува до тоа сега кога еве кризата ќе кажам, дојде кризата, он и натаму живееше во илузија дека он воопште не е во прашање, него е тоа само коалициониот партнер има проблеми со опозицијата, дека се ќе се реши он повторно со било кого он ќе биде повторно тој. Меѓутоа тоа се таквата илузија има крај. Он зборува за некои доктрини на неговата партија со години. Ќе цитирам една дефиниција за демагог, е човек кој продава доктрини кои знае дека се лажни на луѓе за кои мисли дека се идиоти. Ние гледавме многу дека се чудиме човекот каде живее, кога влегува во една таква клопка со Груевски и со ВМРО, ги фатија на невидени криминали и така натаму, се обиде, му се испружи, мислам дека тука погреши Заев, дека го заштити во почетокот со објавувањето на бомбите, он мислеше дека воопшто не е он во прашање неговите луѓе околу него и викаше дека може сите да се објават, ние немаме гајле и така натаму. Тоа првите кога ги објави, он го фати паника и веднаш трчаше низ собранието неговите пратеници да изгласат закон дека да се забрани објавувањето на бомбите и тоа не само во рамките на државата, туку и надвор и во странство. Тоа од тотално неписменост. Ме разбираш, трчаше по него Ван Хоуте да ги убеди дека тоа е грешка. Меѓутоа полека он виде дека сериозна е работата и сега и албанците, избирачите, се уморија со такво негово однесување дека он ќе ја внесе Македонија во НАТО, во Европска Унија, иако знаеме каде се проблемите и сега он е со овие резултати кои се сосема очекувани, не се неочекувани кај албанскиот дел, кај тие што понешто Ова значи дека албанскиот гласачки електорат го казни Али Ахмети, ако добро ве разбрав, заради неговото коалицирање со ВМРО ДПМН, заради тоа што од објавените политички бомби се видоа сомнежи за правени криминали. Не сомнежи, тие имат снимки, јас само ќе ви го цитирам Ван Хоуте. Ван Хоуте во интервју за Фокус, кој мало тие ги читат, и тој сам не верувам дека ги чита. Он даде опис на проблемите во текот на преговорите за Пржинскиот договор. Цело време он го поддржал, во еден момент Груевски барал пауза и рекол да се консултација да правам со Ахмети. Ги прекинале разговорите, кога се вратил, он веднаш се изменил. И он вика дека ВМРО изврши притисок врз Дуи. Буквално така. Ама да довршам. И јас ова што он рече притисок го читав, има прилика да го сретнам Ван Хоуте. Има го што беше? Па рече, тргнав еден ВМРО на страна, ме што му направивте на човекот? Му покажавме филмови. Видеоматеријали? Видеоматеријали, да. И тој веднаш веќе застана на страната на Груевски и више. Денеска има напис Ван Хоуте и ги повикува албанските партии никако да не прават коалиција со партија која ги маргинализирала до крај, само со неколку министри, еден потврд, сега најново. Господин Петковски, ќе продолжам со вас на тема, ако ова што го вели Хајредини, без да ги подсенам 450.000 гласови, што ги освои коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, дали, како што велат аналитичарите, албанскиот политички гласач има поголема свесност да го казни Дуи, отколку, што ја знам, македонскиот гласач да казни одредена актуелна владеачка гарнитура. Зачувајте го одговорот, бидејќи морам да повикам реклами и се враќаме назад во студиото. Останете со нас. Добар ден.
Добар ден. Сакам да си купам телефон на рати. Ама имам се што ми треба, еве, имам потврда од банката, имам возачка дозвола, имам крвна слика, имам потпис од жена ми, имам државјанство. Само кажи ми кога ќе биде готово овој кредитов месецов, ќе завршиме ли работа? Вие само одберете боја, се ќе биде готово за 5 минути. Веднаш се враќа. Брзо и едноставно, купувајте на рати со Нептун Хепи Кредит. Промотивно во декември, купувајте на рати без камата. Нептун. Инспирира радост. Твој избор, твоја слобода. Аплицирајте за ризиковиолетовиот потрошувачки кредит и искористете понудата со најниска каматна стапка од 6%, фиксна за првите 2 години, без трошоци за одобрување. Понудата трае до 31 декември. НЛБ банка. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистар. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната опивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистарка. А за поубави новогодишни празници со купени 5 води добивате една гратис. Мене, љубаво ми, кога сум со тебе, не сакам денот да помине. Љубов, радост и среќа будиш во мене, сакам да пеам за тебе. Дај нека трае тоа чувство. Услугите на Телекабел од сега достапни и во Охрид. Најголем избор на телевизиски канали без доплата, најбрз интернет и најевтини цени за телефонски услуги. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Информирајте се на телефонскиот број 046 609 609 или посетете го новоотворениот наплатен центар во Охрид, наспроти градскиот пазар. Кабел си е кабел. Телекабел. Во овој магичен период од годината, надополнете ја празничната атмосфера со вкусовите кои го зближуваат семејството. Среќни празници! Со љубов од Алпско млеко. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје. Со рок на отплата до 30 години, каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Те си, Гане! Те си, ти, Како е, матери, седи? Šta ima? Nema ništa. Lepo mi izgledaš. Tajna je u liposukcijskoj ishrani. Pa zar i ti? Željka sam sreo i on mi se to kaže. Samardžić, on smršao 25 kila, čovječe. Mogu bi ti da probaš? Od sutra krećem i ja. Priča se da će ova zima biti hladna i virusna. Što se tiče hladnoće, moji komši i ja smo se pobrinuli da nam ne bude hladna. A što se tiče virusa, brine se G132 plus Natural i International Health. Živi bili! Добре дојдовте назад со 24 анализа. Мој гост е Джевдет Харедини и Тито Петкоски. Господине Петкоски, да го повторам прашањето, може би некој подоцна се вклучува. Ако ова што предмалку го зборуваше господинот Харедини, голем дел од аналитичарите велат дека излезе дека албанскиот политички, односно албанскиот електорат, албанскиот гласач има поголем сенс да го казни еве дуј во случајот за разлика од македонскиот гласач. Видите, според моје мислење на овие избори се случија 3 работи или 3 феномени кои според мене имат навистина историска димензија. Првиот е дека дефинитивно
После 10-годишно владење поразена е диктатурата, авторитарниот режим во Република Македонија. Вториот е дека Македонија зачекорува во политичкиот плурализам. Да бидам појасен, не мислам дека нема да се состави никогаш повеќе во историјата состојба кога една политичка партија ќе има монополно владење. Ќе има таков број на пратеници кои ќе одлучуваат за се во државата без да се консултира другите политички партии. Значи имаме политички плурализам после 90 до 92 за прв пат во Република Македонија на сцена. Што би испречило ВМРО ДПМН и ДОИ да направат коалиција? Имаат 61, вака како што е сега. Не може да го направат тоа. Дозволете само да кажам за третиот феномен, па ќе продолжам со ова. И третиот е, значи, за прв пат се случува граѓаните од друга етничка заедница, во овој случај албанците, да гласаат така масовно за политичка партија од македонскиот политички кампус и политичката партија за која што гласа албанците во овој случај за Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата да има кандидати за пратеници и тоа на добитни места од албанска етничка припадност. Тоа е револуција и во свеста на македонецот полека тоа ќе се случува. Ако гледате низ призма на тоа што ни се случува, логично и прашањето, а и одговорот на ова прашање. За жал, немаме обратна ситуација се уште. Да речеме македонци да гласат за пратеници или за политичка партија од албанскиот политички кампус. Тука линија на равенство, да речеме, со господинот Селмани за председателските избори не може да се влече, бидејќи стануваше збор за личност, која привлече симпатии, независно од етничката припадност. Овдека имате легитимација на луѓе, припадници на друга етничка заедница, кои отворено сакат да се стават на страната на друга политичка партија која што нуди создавање на процес во Македонија на градење на граѓанско цивилно општество. Мислам ова е зародиш на првиот зародиш на исполнувањето на сонот на македонците во Македонија како мултиетничка заедница, да почне да се гради цивилно граѓанско општество, луѓето да бидат членови на политичка партија независно од етничката припадност, верската убеденост и така натаму. Тоа е шансата за Македонија. Нашата мултиетничкост апсолутно преферира еден таков однос и кон политиката. Иако тезата на ВМРО ДПМН, господин Харедини, е постојано. СДС доби гласови во Чегране, во Рачиново, во Сарај. Ние добивме гласови, не потенцираат. Иако е јасно што се сака да каже, дека СДС успеал да земе дел од албанскиот гласачки електорат. Во оваа насока, возможно ли е коалицирање повторно на ВМРО ДПМН и ДОИ, она што го прашав и господинот Петковски, потоа ќе побарам одговор од него. Возможно ли е таква коалиција, вака како што се бројките 61? Можно ли е се да оди постаро? Пред да ви одговорам на ова прашање, памтите, ја заборавам, освен тие придобивки што ги спомна господинот Тито Петковски, овој пат сега малку можат сите да се налутат. Албанците од Македонија испрати една друга порака и до странските фактори. Македонскиот блок сите, значи до сега, успевале, имале и поводи за тоа, дека дестабилизирачки фактор во Македонија секогаш се албанците, дека македонците им давале све што барат, ама тие никогаш не се сигурен елемент, и странците кога иделе, тоа знаеме од лично искуство, секогаш обрнували внимание, вие правите проблеми, вие треба да бидете, да прифатите тоа. Не сме били ние тоа е толку убедени да им речеме дека не е така. Меѓутоа, овој пат се докажа пред сега веќе сосема поинаку странските представници после избори од Европска Унија, која ќе дојдат овде да разговарат со било која политичка партија македонска, веќе тој начин, тој пристап нема да биде присутен. Во 4 мали етнички чисти општини, Студеничани, Рачиново, Дебар, Чајер, добива гласови повеќе СДС. Етнички чисти. Сите албанци се. Ова порака, ова со кај македонците, мислам, кај голем дел кои досега биле со такви предрасуди,
треба да го стават прстот и да поинаку од сега натаму да мислат. И ова не е ексцесна појава, ова е трајна. Ова ќе се разви натаму, така да во разговорите, во преговорите, во ова, треба да се измени тој тај комплекс до сегашен, дека еве ние ви даваме, вие не сте задоволни. Ние тоа више, албанците нема младите да го трпат, ние ви даваме, нас не може, ние ќе имаме толку колку што ќе земаме, а не колку некој ќе ни дава. Тоа треба да е. Второ, кризата. Кризата не може тешко. Среќа има Македонија да ја избегне кризата по драматична форма. Зошто? Во кој момент се наоѓаме сега? Тие што се сега на власт, ако не се на власт, тие треба да бидат во затвор. Грото од нив. Додека овие што биле и се во опозиција, тие, ако еве дефинитивно дека не можат да дојдат на власт, ќе бидат тамо кај што биле, не во затвор. Дома ќе работат тоа што работеле до сега. Плюс кадри, полно кадри од тој што до сега ги рекрутирале. Ако не се на работа, ако не се функционери, нема што да работат. Пред некој ден, Али Ахмети, правдајќи го еден во листата, во шеската, кога го прашале тамо жените, зошто е тој, рекол, па што да му правим, тој не може да работи, барем молер не знае да работи. Тој пак е во листа и пратеник. Значи, тие губат многу. Од ВМРО грото во затвор. Возможно ли е коалиција ВМРО ДПМН ДУИ? Невозможно е, по моје. Невозможно од климата што се создава последниве денови, тешко тоа. Ако велите вие, ќе ви дозволам господине Поповски, и да се создаде време. Ако велите дека она што Питер Макаутте го изјавил, дека еве ВМРО ДПМН го уценил со видеоматеријал, зошто не би го направил пак сега истото? Тоа е, тие ќе го прават тоа, ама тоа не може да трае, jer тие сега, док сега декларативно, Али Ахмети ја поддржува специјалната обвинителка. Меѓутоа све направил до сега за да не успее. Тоа се да ги исполни желбите на го оценува и ќе го оценува. Таа работа ќе продолжи и Груевски нема да ги штеди кога ќе види дека више не му се потребни. Ќе ги извади сите. Тој има материјали за нив. Многу, не малку. Тие самите знаат. Затоа трчат по секоја цена. Меѓутоа сега ова е веќе премногу свежа ситуација, дека више не може да се представи он дека е представник на сите албанци со 20, нити на Груевски многу сега му помага он, нити он Груевски нему. Сега е кризна ситуација и никој не може така лесно се да предлога кои ќе бидат наредните чекори. Господин Петровски. Еве јас зошто мислам дека прво е прекинат монополот на владење на една партија. Никогаш ДУИ не била втората партија што владеела. ДУИ била само спотер од лукративни причини на ВМРО ДПМН. Ниту едно од програмските ориентации и заложби на ДУИ не беше реализирана. Дури се договорија клучните прашања што беа на почетокот ставени на маса од страна на ДУИ да ги стават по тепих. Значи, владееше една партија, владееше ВМРО ДПМН. Второ, не за напразно луѓето ја викаат таа тендер коалиција. Зашто мислам сега да нека воопште не е можна коалиција меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Основната причина е што сега нема сила. ВМРО ДПМН има 12 пратеници помалку отколку до сега, а ДУИ е преполовена. ДУИ од 19 има 9. Значи не постои потенцијал. 10 има, мисла 9 изгубено пратеници. Трето, во собранието се заборава дека се одлучува клучните прашања и по клучните закони се одлучува на принципот на Бадентер. Сега имате и двотретинско, меѓутоа и на принцип на Бадентер. Сега имате покрај албанци во ДУИ и во другите партии, имате и во Социјалдемократскиот сојуз, во опозиција. Тоа мора да се калкулира. Четврто, ако ДУИ влезе во оваа авантура и не го разбере гласот на албанскиот електорат, пораката од албанците дека тие во најголем број гласаа против ДУИ
заради тоа што сака да го казнат неговото коалицирање со ВМРО, тие наследните локални и парламентарни избори практично ќе нестанат од политичката сцена. А каде има и неколку други елементи, мислам дека на вага која ќе стават личниот интерес на богатиње, тендерите, парите и обстојувањето на политичката партија, која почна со ерозија внатре со излегувањето на гази мострени, добро ќе размислат дали ќе бидат за еднократна употреба на Груевски или ќе сакат партијата и натаму да обстои. Не е можно. Ќе го повикам прилогот на колешката Душица Мрѓа од обраќањето денеска на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој што вели дека не смееме да му дозволиме и да му дадеме шанса на Никола Груевски повторно да формира влада. Никола Груевски не смее да прави влада, режимот беше поразен и не смее повеќе да владае. Ова е пораката на лидерот на СДСМ до останатите партии од албанскиот блок кои што влегоа во собранието. Заявили дека конечните резултати од ДИК ќе покажат изедначен резултат помеѓу него и Груевски и во такви услови вели се знае кој ќе прави влада. Тој не одговори конкретно дали со кого се почнати разговори за евентуална коалиција од помалите партии од албанскиот блок, но вели комуникација има. Не кажа ни прецизно колку конкретно смета на поддршката на довчерашниот коалициски партнер на Груевски Ахмети. Не смее да формира влада. Им порачуваме на сите партии што добија пратенички мандати од граѓаните, освен ВМРО ДПМН, да не помислуваат да ја поништат јасно изразената волја на мнозинството граѓани на Македонија, волјата за промени. Никола Груевски не смее да формира влада во Република Македонија. Првиот социјалдемократ без конкретен став и за можноста за широка влада која во изминатиот период како најдобра опција ја заговараа дел од експертите, која би ги спровела препораките на Прибе, а во која би учествувала и ВМРО ДПМН до нови парламентарни избори, но без Никола Груевски да биде дел од неа. Очекувам да доаѓа време каде што сите граѓани ќе бидат слободни и спокојни и растеретени, а партиите од власт и од опозицијата ќе комуницираат и ќе соработуваат заради интересот на реформите, заради интересот на државните интереси на Македонија и пред се и над се заради граѓаните на оваа наша земја. Овие прашања во соодветно време ќе добијат конкретен одговор. Социјалдемократскиот сојуз очекува волјата на мнозинството граѓани во Република Македонија, која што е еклатантно, јасно како бел ден, потврдена за промени, да биде преточена во институции. Лидерот на СДСМ најави приговори до ДИК, побара од комисијата целосна транспарентност, особено поради фактот што рече електронските записи и записниците од избирачките места не биле идентични, но и поради се погласните информации во јавноста за можни злоупотреби со неважичките ливчиња. Господине Харедини, како нема да му се дозволи на Груевски да составува влада ако е условно кажано победник, па макар и минимално? Да, чисто гледано легалистички, формално правно, вие сте во право, меѓутоа ќе биде 61 со 59 таму во парламент. 51 со 49. Прв пат по историјата ќе се случи да во парламентот, сегашниот, овој ќе биде со 10 таму, уште 13 пратеници албанци други кои не се во влада. 13 се. Таму во парламент сети. Тие ќе станат, тие се сите писмени. Тие пред цел народ ќе ги демаскират пред народ на седница на влада. Jer pratениците на ДУИ 10 и 5 и 20 исто било. Копшето го имале, председателот на пратеничка група ќе го земе ставот во Мала Решица, тие гласале, никој не ги видел физички. Збор не земале. Тие не може, во денешно време, кога тоа седниците директно се дават, а до сега беа самите. Самите беа, ништо. Значи, нова ситуација ова со овој нов парламент, тоа многу добро и тие го знаат, тоа го знае и Груевски. И за него не е се како што било. Меѓутоа, јас сум рекол, се заканува на друга опасност. Во интервју во Фокус, го реков летово, Груевски по мирен пат од власт и во затвор не оди.
Тој ќе прави нешто. Така. И диктаторите завршиле во историјата или срамно. Срамно веќе му се случило нему од вчера, или драматично, или, не дај Боже, трагично. Ќе се вратиме повторно, господин Петкос. Видете, повикот на Заев дека Груевски не смее да прави влада, пред се значи дека нема право, дури нема ни морален кредибилитет да прави влада. Не заради злото што го направи додека беше на владење, туку заради бројките кои што сега кажуваат за време на изборите, под изборите. Таа влада евентуално направена меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН прво не може со еден глас, ако остане ова состојба, да се владее, но укажува едно. Двете партии кои што владеат со државата имат вкупно 541.367, според извештај на Државната изборна комисија. Последните бројки, така. Да. А опозицијските гласови имат 612.582. Значи, во Македонија имате опозицијско расположение. Друга приказна е тоа зошто тие не се концентрира на едно место. Но факт е дека таа влада не може да биде поддржана, да има меѓународен углед, внатрешен кредибилитет и така натаму, ако се знае, а сите знаеме после објавувањето на резултатите, дека владачките партии имаат огромно малцинство по однос на опозиционото мислење. И второ, овие закани се, така да речем, крајно непримерни, дрски, политички, безобразни, така натаму, ако се знае дека изборниот процес не е завршен. Па уште поред приговори. Изборниот процес заврши во моментот кога ќе се сопштат дефинитивно конечните резултати по приговорите и така натаму. Тогаш ќе видиме дали ќе има ВМРО ДПМН повеќе гласови. Движењето БЕСА поднесе приговори до ДИК за втората и шестата изборна единица, тврдат поради неправилности, украдени им се 2 мандати. Правниот им на СДСМ поднесе 8 приговори до ДИК, кои се однесуваат на текот на гласањето и на сумирање на резултатите, бараат поништување на гласањето во 8 избирачки места и прегласување. Режија, ве молам, дајте ми изјавата на Владко Ѓорчев, денешнава. Тоа, кој ќе ја одлучува и кој ќе ја составува владата, не одлучува Зоран Заев. Одлучуваат граѓаните на Република Македонија преку слободно изразена волја. Народот гласаше. Народот нема намера да му дозволи на Зоран Заев со грст луѓе околу него и грст негови соработници и помошници да ја украд демократски изразената волја на граѓаните на Република Македонија. Почитувани присутни, Зоран Заев и тие околу него треба знаат дека се играат со трпението на трпелив човек. Се играат со гневот на трпелив човек. Овој народ покажа трпеливост, но доколку некој сака да му ја украде победата, таа трпеливост многу лесно ќе премине во гнев. Ни треба мирна ситуација, ни треба честитка, ни требаат европски манири. Хредини? Ова не мириса на добро баш. Мислам дека ова го потврдува мојот стравот мој. Ова вика европски вика. Се погреши во целиот пристап на предизборната кампања. Не може, ние сме во предизборната кампања 10 години. Требаше во нормална и морална држава да имаме избори 2010, после 2006, 2014 и до сега 2 избори. Не имаме секој 4 до сега изборни кампањи. Тие секогаш излагале со програми за 4 години, после 2 години закажуваат нови избори и тие програми не ги спомнуваат. Но најголема дрскост и најголема хипокризија на Али Ахмети беше барањето да се одржат предвремени избори 14-та. И тоа со еден таков трик. Демек, ние бараме консензуален председател, ние бараме функции, ние бараме консензуално одлучување и така натаму. А тоа беше направено исклучиво по барање на Груевски за да се овозможи
изборот на Ѓорги Иванов, кој и македонскиот народ знаеше дека тој нема да добие 40% цензус. Таа услуга он му ја направи на Груевски Ахмети. На првата седница на владата после изборите на саботата, што обично не се држа седница, Али Ахмети излезе со предлог измени на Уставот. Ни за консуален председател, ни за функционери, ни за ништо, него да се забрани бракот од истополните луѓе. На хомосексуалните. Да се обезбеди создавање на она финансиска слободна зона, крадените пари да ги вратат. Да се измени името на Народна банка, као да е голем проблем. Се изненадија народот албански. Министерот за правда негов не знаел ништо. Милошовски излага и вика за тие и за грбот. Грбот со лав и да биде. Дека тој не бил ВМРО-вски, него и албанските принцеви имале негде лав. Ова он го направи. И он мислеше вика да продава доктрини. Може би било битно тогаш во уставот да се 15 години не се гради, 15 години канал водовод во Тетово, 15 години сега е 20 километри. Основното училиште во центар на Тетово, најпрестижното училиште, учениците учат во подрум, јер кровот тече. Ахмети свесен е за ова? Не е свесен. Сите овие полтроните околу него викат лидерот па лидерот и он мисли да е тоа така. Не гази. Сега е веќе. Сега е. Изјавата на Ѓорчев, кратко да ја прекоментирам. За мене е разбирлива, знаете. Не верувам дека Ѓорчев не е толку политички неписмен и не знае како се одвива изборниот процес и кога треба да се финализира и кога дефинитивно треба да се разговара за мандат. Тој е свесен дека и толку пати наназад и победувало ВМРО ДПМН на изборите, дека доколку си има огромно мнозинство една политичка партија и приговорите суштествено не може да променат во распоредот на силите, тогаш на вистина разбирам да бидат овака жестоки. Но кога се знае дека разликата е многу тесна, дури не се знае кој ќе биде победник. Дури после овие можни прегласувања ќе бидат исти ВМРО ДПМН и СДС. Може би дури ако и во шестата и во втората изборна единица биде во полза на опозицијата, можда опозицијата ќе има еден пратеник повеќе. Значи, тие се свесни дека може суштествено да се промени резултатот, но како што исто така се свесни дека Груевски ќе оди во затвор. Тие затоа се толку жестоки. Затоа и сакат да извршат силно влијание. Ово е вистинското лице на ВМРО ДПМН. Насилие, закани, уцени, притисоци до граѓаните, тие ги плашат обичните луѓе, смртници, како на јадната со крстот, нели, пред просторите. Учителката од Битола. Учителката од Битола. Тоа се јадници. Тоа веќе не е ни толку смешно, господин. Па не, тоа е трагично, ама видите, таа е само слеп послушник на нејзиниот, така да кажам, пастир, лидер, па тој од Делчево нели порача. Демек, употребена метафора да е Гоце Делчев жив, ќе му го прати најголемиот убиец на македонците, Ќосе тој ќе му го прати, тоа значи директна закана за животот за ликвидација на Зоран Заев. Значи, таа само го слуша, лидерот го следи. Како што гледате од таа толпа, никој не се огради од неа, никој не го зема крстот и така натаму. Еднаш се извинивте затоа што токму партијата каде што НСДП, каде што вие бевте председател, практично го донесе Груевски на власт. Добро, ја ќе ве подсетам, тоа е точно. Со нашите 7 пратенички мандати, Груевски дојде на власт. 2006 година. Меѓутоа, заборавате дека година дена пред тоа вие новинарите го прогласите Никола Груевски за личност на годината, преку Форум, весникот, што го уредува Сашо Ордановски џунер. Заборавате дека пред тоа група новинари, Сдруженијето на новинарите, исто го прогласите пред тоа
за најуспешен политичар во Македонија, кога стана министер за трговија и кога почна да лансира кампањата "Купујете македонски производи". Заборавате исто така што говори Джилијан Миловановиќ, тогашниот амбасадор на Соединетите Американски држави. И после 3 средби ми убедуваше мене дека треба да влеземе во една таква коалиција, бидејќи Груевски не е Љупчо Георгиевски, не е националист и така натаму. Кампањата добро ви влијала на вас. Сакам да ви кажам. Или некои други игри биле тогаш во Јас прашање. се извинив и на македонската нација и на сите граѓани во Република Македонија, зошто не можев да препознам у тој човек голем националист, а сите го прикажува јавноста дека е тој менаџер. Значи, таа иста Джилијан Миловановиќ пред 7-8 дена, веројатно читавте, длабоко се извинува и дори порачува дека во Македонија не е ова избори меѓу две политички партии, туку избор меѓу криминалот во Македонија и надежда за Македонија. Така да, јас тоа не го негирам. Јас не го негирам. Не беше тоа интенцијава. НСДП можно да се претопи повторно со социјалдемократите. Зошто не се создаде, некако остана тој впечаток дека не се направи тој бран заеднички, социјалдемократски? Не, мислам дори тоа не е добро. Знаете, имате вие членови во НСДП кои, кога имаме заедничка платформа и гласаме, се организираме обединување околу некои заеднички вредности. А ако бидеме во една политичка партија, тие луѓе имат поеднакво мислење од соодветната политичка партија. На Македонија овдека и требаше синергија од различни политички партии, различни политички провиненции. Само ќе ве потсетам, мојот личен став и на НСДП беше дека треба да се обедини се на една страна што не ја поддржува политиката на Груевски. И сега гледајте и гласовите само доколку беа на наша страна. Но тако нешто не даде резултат во 2011. Ама не, говорам за ова друго. Виде како не даде резултат. Видете ги резултатите и тогаш ЛДП кога излезе сама, ВМРО ДПМН сама на избори и така натаму, ВМРО Народна партија, со тие гласови опозицијата победуваше. Но сега проста математика, земете ги само гласовите на Павле Трајанов, на Либерална партија и на Левица. Ние ки имавме без ова партијата на Љупчо Георгиевски, Бошковски и Ангелов, че имавме победа на овие избори. Токму околу 8.000 гласа имаме повеќе на оваа страна. Имате ли бројката дека преку 600.000 практично се 612.582. Господине Харедини, ако тогаш на Ахмети му било битно кога се менувал уставот, може му било битно да се менуваат тие уставот заради хомосексуалните бракови, вие ревносно ги следите сите програми. Што е тоа што луѓето веруваат на програмите кои што ги нудат партиите? Ние мораме да се согласиме дека барем ДПМН успее да наметне еден таков стил програма, врзано се со рокови. Ова го правиме рок до 2015 до 2016 година. Прво малку за програмата на ВМРО, што од 2006 преродбата во 100 чекори. Делот каде што е инвестициите. Се чудат и на други места кај што сум бил во јавните настапи, дека не е остварен ниеден проект. А тој, кога ги даваше тие отчети, зборуваше дека не само што е све остварено, што е предвидено, но многу други програми што не сме ги предвидени. Колку уште има време да ви ги редам? Проектите од патната и енергетската инфраструктура. Ако ги прашате нивтие, ќе ви кажат правиме автопати, брзи патишта, експрес Не патишта. направиле ништо. Рекле во програмата тогашна дека ќе завршат делницата на автопатот Демиркапија Смоквица 2008 ќе заврши. 2016 не е завршен. Лани отиде на градилиште и рече 60%, значи 16. Ниеден енергетски објект. Проблемот со патиштата што ги градат кинезите, тој и не ги предвидел. Тоа е сосема специфична работа што кинезите идат на Балкан и крупни прават. Друго, тамо за Груевски тие два
тие два проекта видовме зашто им дава предност. Кина е едната од тие земји што не ја потпишала конвенцијата за казнување на корумпирањето на странските државјани. Постои таква конвенција. Во Америка се вика закон против странските коруптивни Без разлика практики. на се. Сите години налазат ВМРО речи си не е под 400.000 гласови. Тоа е бројка која што не треба да веројатно да се занемари. Јас сакам да ве прашам, бидејќи вие велите невозможно е да се прави коалиција помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ сега во ваква ситуација. Невозможно е во почетокот може. Таа не може да трае. Таа не може. Трајно решење со овие резултати на избори нема. Значи, или кризата ќе кулминира и да добива други облици, или влада некоја за по релативно подолго време, 1 година и 2, од сите, ама мора да функционира преска неја зажрши идејата. Не требаше да се бега од темата главна во Македонија што доведе до криза. Не требаше да се бега на страна тие, он така лажеше првите 2 години, ништо, само економијата ќе ја развиеме. Криминалот што се откри, што не е случаен во светот нигде никогаш. Цело едно раководство, злочинашка организација. Тој таа тема не сакаше многу да се вергла. Сега еве се јавуваат со пораки странците, Европска унија, комисијата се вика веднаш спомнува специјалното обвинителство. Специјално спомнување специјално обвинителство значи Груевски е обвинет. Денеска читам председател овој сега социјалдемократот што ги доби изборите во Романија. Таму овој не може да биде премиер затоа што бил казнен за нешто. Меѓутоа председателот дава изјава на државата. Не само на казнетите вика, и на осумничените за криминал, ја никогаш не би им дал мандат за составот влада. 400.000 македонци ова каде живеат? Обвинети он на 21 треба да оди на суд. Он вика ја ќе правам влада. Каква влада? Ви тврдам да он невозможно е тоа. Невозможно е тоа. Што бараат лидерите на партиите кај Еди Рама, иако одат одвоено, Мислам, на албанските партии? Овој однос, често пати некои таму во Албанија со добри намери, некојаш од незнаење, некојаш од корупција, ни правеле, се обиделе да помогнат, али и одмогнале. Овој пат не знам дали е со такви намери. Тие ни промовирале многу лидери овде, ни ги прогласувале филозофи без школа, ни ги прогласувале неписмени луѓе без никаква школа, без никакво знаење, без никаква работа, талентирани политичари. Сега он не успеал да ги седне сите. Да, на одвоено се. Прво одат Билал Касами од партијата БЕС из Јадин села, па утре оди Он сакал Ахмети. информиран, он сакал сите да прави некој подвиг. Моја предпоставка, две предпоставки се. Можно е, ако некој сценарио има како Македонија ќе ја преброди сега кулминацијата на кризата се приближува, на некои сугестии кога странците овде инсистират како да се однесуваат албанските партии, некојаш барат помош и тамо да им тој да им кажува, да се потврди. Меѓутоа не седи на иста маса Мендухтачи со села, jer on го уништи. Дефинитивно. Он никогаш, он бил продукт на македонските контраразузнавачки служби. Кој? Тачи, од 93-та, не сега. И овие кои биле на власт. Ме разбира? Така е? Ја не знам. Нема информација дека бил... Знаат самите безбедносни службеници пишуваат сега. Да. Нас не ни дозволува да зборуваме, немаме право албански, нам Тачи му дозволува како председател на огранок во Тетово на државна телевизија да зборува албански за да излезе пред народ да рече јас ако бидам на власт, видите како ја зборувам, па тоа намерно го пушта.
ова, апропо што го зборуваше господинот Харедини, не затачи. Вие затачи имате веројатно друго искуство апропо тие председателски избори 99, особено вториот круг со покојниот председател Борис Трајковски. Сакам да ве прашам, господин Петковски, и Американскиот Стейт департамент, и Европската унија, пораката која што ја испрати е реформите да продолжат во смисла на она што го каже Прибе, а посебен акцент на специјалното јавно обвинителство. Или прво, СЈО да продолжи да работи. Па тие не сега, во една прилика, ако не се лажам од митинзите, Груевски и баш не каже така. Дури најави дека по изборите СЈО, по истекот на мандатот СЈО престанува со работа. Па видите, меѓународната заедница во ликот на Европската унија и Соединените американски држави упатуваат принципиелни пораки и кажуваат за она алатка која што беше неопходна да се демонтира овој режим и да се стави крај на криминалот и корупцијата, практично предложија тие да се формира специјалното јавно обвинителство и тие стојат на тоа дека е тоа многу помошна алатка во разоткривањето и осудувањето на криминалот. Мислам дека тие воопште во ниеден момент не се откажа од можноста да и помогнат на Македонија во доследноста на она што е договорено. Имено, специјалното јавно обвинителство да продолжи да функционира, да се создаде специјално оделение во судот кој ќе ги процесира тие предмети, да се формира посебна логистичка група во Министерството за внатрешни работи, да се донесе закон за заштитените сведоци, да се измени законот, кривичниот законик околу потребата да се прогласи за кривично дело попречувањето на правдата. Значи, предложи еден сет на мерки кои ќе треба да водат дефинитивно кон создавање во Македонија да профункционира правната држава и правото. Бидејќи рак рана на македонскиот политички систем во целината е судството, органите за прогонот кои што се максимално партизирани. Тоа ќе биде еден од ограничувачките фактори за правењето на можни коалиции. Тоа е додатен аргумент зошто ВМРО и ДУИ не можат да прават коалиција. ДУИ постојано повторува дека е за продолжување на мандатот на СЈО, повторува дека нимен приоритет е НАТО и Европската унија. Спротивно тоа го имате Груевски кој за да се спаси да не оди во затвор, тој се ќе направи веднаш на стартот, доколку добие мандат, не дај Боже, да го кине специјалното јавно обвинителство и за него приоритет ќе биде неговата кожа, отколку стават на меѓународна заедница. Сега, ова информација која туку што пристигна, тензично во Куманово, обид за апсење на началникот на СВР Куманово, Стојанче Величковиќ, пред неговиот дом неофицијално се собраа група граѓани кои не дозволуваат тој да биде апсен. Во опсењето биле вклучени единици за брзо распоредување ЕБР, началникот на Кумановската полиција Стојанче Величковиќ, поставен од министрот Оливер Спасовски. Ова што го рече господин Хајрен, симптоми кон не оди од властон без да прави неред. Груевски. Не. Скандали он ќе прави, он треба да оди во затвор, нема дискусија тука. Не, он нема едно дело. Аз се спомнува специјалното обвинителство, што подразбираме сите. Ако не оди Груевски, какво специјално обвинителство? Нема излез од кризата без Груевски да оди во затвор. Дали ќе се организираат ова држава така за да го прати без да прави поголеми проблеми, ја тоа не знам. Меѓутоа, нема излез од криза без Груевски да оди, а он уште глуми дека ќе правам влада, кризата помина и така. И дозволија опозиционерите со месеци овде он само таа тема, а не да му се рече дека не случајно. Законот, како го подпиша Груевски, ја не знам. Не пишува законот за социјално обвинителство за евентуални или можни кривични дела. Пишува за кривични дела, ќе ги гони кривичните дела што произлегуваат. Ќе ги гони. Не е кривично дело дека рекол Мишко за Джевдет, па Мишко може да лаже, ќе провериме. Он сам и сите граѓани на Македонија и цел заинтересиран свет за нас го слушаме како он ги опишува неговите кривични дела. И другите, ама за него ми збор. Без да оди тој, не може да оди никој друг во затвор. И другите не ќе одат така лесно он да остане, а другите да одат во затвор.
Ова е суштината на инсистирањето на странците, специјално Како успеавме тогаш 2 години еве мир. Па мир, се знае какви решенија да дојдат изборите, да правиме избори. Ова до сега оди по команда сценарио на големите Европа и Америка. До сега. Сакат, сега веќе една објективна околност е создадена, парламентот не е тој веќе. Овие албански партии сега сите за услов преска има изјави. Прво, да се создаде суд специјален и да се јавното обвинител, да се овозможи работа на ова. Не можалиме ти тука да прави како до сега разни декларативно, да, ама да се собереме во Пржински, преговарачите во Пржино, за да одлучиме дали ќе се продолжи. Имаше можност, имавме парламент. Колку треба да преговарат за да решат дека се продолжува 2 збора во законот. Така ги лажеше албанците и сега, еве кај дојде. И вие сте на исти став дека невозможно е ние на мирен начин да излеземе од една политичка криза. Сега ве прашувам како искусен политичар. Човек кој што поминал кризи од осамостојувањето, па ако сакате и конфликтот во 2001 година. Она што се случува, еве, слушнавме од вас, нели? Да, ова е што стигна во Куманово. За очекување да се случи и во Тетово. Од единствена причина што можно е во двојката и во шестката да дојде до промена на резултатите и да дојде или до изедначување на двете партии, СДСМ и ВМРО, или да речеме еден мандат повеќе до сега. Не важат веќе поместени се, односно ниту е министер, нели така е попржено. Оливер Спасовски, дополнителните министри што знам Тоа нити стои во закон, нити во устав. Тоа стои во политички договор. Ја мислам не. Мислам дека тие си ги вршат функција. Не отидоа, немојте, отидоа. Од вечерва ако отишле и затоа прво не од вечерва, од синојка. Не. Ама не ми кажете отидоа Агим Нухију е министер за внатрешни. Сега. Добро, независно. Ама не сте информирани, отидоа сите? Не, затоа што имаше таква информација, ама излезе и друга информација дека се уште се министри и дополнителни министри. Да. Овие не се готови тоа. Не се тргнати од можда таму седи, но денес вечерва е состојбата веројатно е промената. Што мислите, зарем случајно они направија со Чавков на ротација од министер, па го ставија на јавна безбедност? Практично развластење министерот за внатрешни работи. Со полицијата командува началникот на јавна безбедност. Значи Чавков е тој главниот и одговорен кој што командува со полицијата. Тие нема, како што рече Владко, го слушнавте, нема да дозволат да дојде до промена на резултатот. Ки го потребат сите механизми. Зошто? Тоа е дел од стратегијата на ВМРО, да се брани од криминалот и од затворот. Тоа е сосема јасно, ако овие избори бидат признати за регуларни, а тие ќе спречат, ќе направат се тие да не бидат регуларни, оваа агонија македонска да продолжи и бегањето, спасувањето на Груевски од затвор да малку да се одложи понатаму, како што правеше сите овие 2 години. Обструкции, деструкции, да не дојде до договор, да не дојде до избори, ама дојде до избори, а кога види резултатите од изборите, не му се оствари желбата 63 пратеници сам да владе и да управува, тогаш ќе посегне по овие методи и средства што се својствени и него и на ВМРО. Ајде вака, да финишираме. Уште да финишираме, ова уште по-песимистичка. Под предпоставка ова кажете нешто оптимистичко сега. Не, видите, под предпоставка дека да се коригираат резултатите и да биде 52 заев да состави влада. Тој рече 50-50 би можело да се. 50. Кризата пак е неизбежна, jer ова индоктринација на толкава маса граѓани, кои повеќето од нив директно се засегнати, он ќе ги потикне на Груевски на неред. Морам да ве прашам. Гневот за кој зборува, ќе кажат гневот на народот не може да го контролира. Тоа е повик практично. Тоа е повик од Ѓорчев народот да излезе да протестира. Како што и Груевски ги повика нојта во 12 саат. Тој вика народот одлучил за гласачите, а он не спомна опште комисија. Кој би бил излезот од оваа криза? Една од тезите или кој што ја се лиферуваше не по медиумите од страна на аналитичарите е дека парламентарно мнозинство кое што би било од сите партии
освен од ВМРО ДПМН и кое што парламентарно мнозинство би требало да довери, откако председателот на државата ќе го довери тој мандат како оди по устав, тоа парламентарно мнозинство да направи експертска влада, да предложи експертска влада и да одат СЈО продолжување на мандатот, формирање на кривичен суд, што ја знам, реформи на прибепа, дури после 2 години да се оди на нови избори изчистени. По мене ќе бидат принудени Европска унија и Америка да по-робусна интервенција да си ги соберат еден вид модифициран бржински договор. Повторно? Така го викам аналогија, за да викат да ја избегнеме катастрофата, да правиме влада друга некоја без или широка влада. Возможно е влада СДСМ ВМРО се внатре. Се внатре, нема друго решение. Знаете, распоредот на силите во парламентот може да проектира неколку можни варијанти за излез, да речеме од состојбата. Едно е јасно дека било кој да прави влада, не може да направи стабилна влада на подолг рок. Дали тоа ќе го направи Груевски и ги убеди со многу пари, или тоа ќе го направи СДСМ и ЗАЕВ со сите овие други кои што го поддржуваат специјалното јавно обвинителство и кои отворено се борат против криминалот и корупцијата, тоа го кажа сите опозицијски партии, вклучително и ДУИ. Значи, можна е варијанта Социјалдемократскиот сојуз да направи влада со сите партии од амбалскиот политички кампус, вклучително и ДУИ, се разбира, без оние луѓе кои што имат извалкани раце, мешани са во криминали, корупција и така натаму. Таа исто така влада ќе има, нема да има долг век, има краток век, но би било добро една таква влада, преодна влада да ги подготви и да ги спроведе локалните избори и евентуално да се договорат на вонредни парламентарни избори. Состојбата не одржлива со овој распоред на снаги. Но можна е и друга. Можна е широка влада на широка коалиција во кој ќе бидат вклучени сите парламентарни партии, но се разбира без криминалците во ВМРО ДПМН, Груевски, Канчевски, сите тие други, кои што криминалци во смисла имат обвиненија, веќе за некој има обвинителен акт, за други има некои истраги и така натаму. Поповски, Никола Поповски веќе имаше чинавед некоја изјава дека како се вели, направивме многу грешки. Тука се споменувајќи 2009 година, кога требало да се реши името, веројатно се алудира на Антонио Милошовски, кога беше министер за надворешни работи. Мислам на Никола Поповски, актуелниот министер. Прашањето ми е за да финиширам. ВМРО ДПМН вчера вели, бидејќи СДСМ губи, нека се занимаваат внатре во партијата кои ќе понесе одговорност. Груевски бара 63 пратеници, почнуваат византијски игри и тамо внатре веќе. Можно е да се очекува да побара некој да се осмели да побара оставка од Груевски затоа што не го испорача тој резултат? Па ја мислам, ако стануваше збор за сериозна политичка партија, за доблесен политичар, одговорен политичар, после онакво фијаско, бара 63, доби 51 пратеник. Значи, сакаше да продолжи сам да владее, внатре има губење на субстанца од претходните избори до сега, значи изгуби 30 и куцур илјада од претходните избори, он практично губитник е, малку помало од Али Ахмед. Тако човек треба веднаш да си поднесе оставка. Но вие немате потенцијал за сега, бидејќи во раковството на ВМРО имате многу инкриминирани луѓе. Веројатно ќе зголемат кампањата сега за и околу ЗАЕВ. Апсолутно, нека ја зголемат кампањата. Евидентно е дека криминалот, корупцијата е на страната на Груевски, дека злосторствата се на страната на Груевски, тој може само своето политичко умирање, така да кажам, да го одложи. Почнуваат и внатре и во ДУИ и во ВМРО ДПМН да се јавуваат сили кои ќе сакат сепак да имат и раководства кои што се честни, кои на следните избори можат да значат квалитет, да донесат гласови за политичките партии. Кратко само, во ДУИ се раскарани на сите страни. Може некој да побара одчет од Ахмети? Нов момент е дека Груевски нема веќе партнер кој му обезбедува 82 пратеници. Тоа е нова работа. Кај Груевски еве слушнавме од господинот Петковски, кај Ахмети може некој да побара одговорност затоа што е драматичен пат и по број на гласови и по број на пратенички мандати, ако сакате. Па таму партијата, јас слушам дека таму е сега расуло внатре.
Ќе се распадне. Без Ахмети таа партија веднаш и оди. Ако тој гледа понатаму каде не може, ќе си бега дома во Зајас и Котор. Сакам само уште една реченица. Повелете. Околу составувањето можноста на владите и сите овие преговори. Мора да се има во вид фактот дека било што да се побара, да речеме, условно од опозиционите партии, од албанскиот политички кампус, не постои политичка партија која во момент може тоа да го испорача. Нити СДСМ, нити ВМРО ДПМН. За промена, редефинирање на државата треба референдум. За промена на уставот треба двотретинско мнозинство. Нити едните, нити другите тоа го имат. Тие ми повеќе беа кампањски отколку... Не, сакам да ви кажам, такви неумесни барања нема да има и затоа мислам дека може да дојде до договор да се формира влада, ама со пократок. Или широка или експертска. Да. Се надеваме дека ќе биде мирно во секој случај. Последна информација, уште еднаш повторувам, тензично во Куманово, обид за апсење на началникот на СВР Куманово Стојанче Величковиќ. Пред неговиот дом неофицијално се собрали група граѓани кои не дозволуваат тој да биде уопсен. Во опсењето биле вклучени единиците за брзо распоредување. Началникот на Кумановската полиција Стојанче Величковиќ бил поставен од министерот Оливер Спасовски. Гледајте повеќе во дневникот во 22. Харедини Петковски, благодарен што бевте дел од 24 анализа. Вам почитувани ви благодарен што бевте со нас. Довидување.